Ја следите емисијава Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони Бети Треновски. Почитувани слушатели и Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота оваа време е резервирано за разговор со наши гости. Наш денешен гостин е најавениот господин Ивица Боцевски од Центарот за истражување на политики, поранешен вице-премиер, политиколог и поранешен амбасадор на македонската дипломатија. Со господинот Боцевски ќе разговараме на теми поврзани со престојните претседателски и парламентарни избори, кои се неизбежни, но и на теми кои се од општ интерес за сите нас, без разлика каде и да сме, почитувани. Токму така, почитувани, со Боцевски ќе разговараме за коалицирањата и окрупнувањата на политичките партии, но и за напуштање на дел од политичките партии од коалиционото семејство. А ќе зборуваме и за тргање на суетите и ставање на Македонија највисоко на врвот на пиедесталот за спас и заштита на националните интереси, достоинство и вредности. Ке зборуваме за дел од аналитичарите и ботовите на власта на кои им пречи македонското обединување. Ке зборуваме и за пратеничките листи, но и за предвидувањата на изборните резултати од претседателските и парламентарните избори. Ќе зборуваме за новите коалиции и милитантни изјави од страна на некои лидери од албанскиот политички корпус, а ќе зборуваме и за фрагментираното и поделено општество, како и за најавениот повик за бојкот на претседателските избори. Ке зборуваме за изборните програми, особено за оние на опозицијата, бидејќи се веќе познати, а ке зборуваме и за реториката која ја користат оние од власта, но и оние од опозицијата. Ќе зборуваме за повторениот цврст став на Мицковски дека нема да има уставни измени под притисок, но и дека нема да прифати да прави влада по секоја цена, како и за условите кои ги постави ВМРО ДПМН, но и за можните последици. Ке се обидиме да дадеме и одговор за тоа која ќе биде цената што треба да ја плати доколку СДСМ се обиде по секоја цена да ја формира новата влада. Почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве 80 на минути, но и повеќе, ако за тоа има нели потреба, ќе разговараме со нашиот гостин, господинот Ивица Боцевски, кого во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господине Боцевски, ако се слушаме, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Јас убаво ве слушам, поздрави до сите македонци во Австралија. Добро ви утро од мене, господине Боцевски, ви благодариме што сте заедно со нас после полуга пауза, но и со сите наши гледачи и слушатели на Македонски корени. Не причинува огромно задоволство што сте заедно, како што рекол со нас, се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите нив. Повелете. Неколку дена се случи окрупнувањето на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија со уште 8 политички партии, меѓу кои Обединети за Македонија, Демократскиот сојуз, Партија за еманципација на ромите, Македонски концепт, ТМРО на Шептански, Глас за Македонија на Солза Грчева и Достоинство. Дел од лидерите на овие партии своевремено, и вие добро знаете, дека беа дел од ВМРО ДПМН и нивната коалиција. Како гледате на ваквото окрупнување, но исто така сакаме да го слушнеме и вашиот став околу она што излезе во јавноста, и тоа од страна на оние кои ги тргнаа суетите и се одважија да ја поддржат ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија во борбата за уривање на ДУИ и СДСМ од понатамошното владење, а тоа е дека влегуваат во коалиција без да добијат добитни позиции на листите за пратеници. Се пробудија ли лидерите на помалите политички партии дека сега е токму дојден моментот за обединување и затоа ја ставија Македонија и македонските национални интереси на врвот на пиедесталот за да се спречат понатамошни условувања? Опростете, многу прашања во едно за да... Да, многу прашања во едно, меѓутоа одговорот е многу едноставен, односно се наоѓаме во предизборието и во предизборието политичките партии ги планираат своите коалиции. Очигледно е дека во Македонија ќе се настапи во неколку колони, од кои што главната колона ќе биде онаа собрана околу ВМРО ДПМН, втората колона ќе биде собрана околу Социјалдемократскиот сојуз. И во моментов се случува еден интересен процес, вие убаво сте го забележале тоа. Односно, во моментов ВМРО ДПМН очигледно заврши со својата внатрешна промена, со својата внатрешна катарза. Знаете и самите дека
Оваа партија е еден интересен феномен за проучување на македонската политичка сцена, затоа што по секој нивни изборен пораз, тие успеваат себе си да се видоизменат, да го фатат духот на времето и потоа повторно да тргнат кон освојување на вербата на бирачите. Тоа го следевме во 94-та година, тоа го следевме во 2002 година и тоа го следиме по 2017 година. Значи, се разбира, тоа не е едноставен процес, затоа што граѓанството се менува. Луѓето во Македонија имаат со протокот на времето и нови потреби и нови гледишта и имаат нов начин на кој што сакаат да го потврдат својот патриотизам, имаат нов начин на кој што гледаат на иднината на Македонија, на иднината на нивните деца и така натаму. За да се излезе во пресрет на нивните барања, потребно е секогаш, нели, да имаме видоизменување на програмската понуда на партијата и нејзино представување пред бирачите. Така што ВМРО ДПМН помина низ ова нивна катарза и сега се окрупнува, ако можем да кажам, со неколку структури. Една структура се позначајните партии кои што се традиционални партнери на ВМРО ДПМН, како што е Социјалистичката партија на Македонија. Многумина велат дека ова е чудна коалиција, затоа што програмски не се среќаваат овие партии на многу точки, но не е баш така, затоа што сепак и илинденскиот патриотизам и асломскиот патриотизам имаат една заедничка црта, а тоа е македонскиот патриотизам, така што цртата на однос кон Македонија е нешто што ги спојува Социјалистичката партија и ВМРО ДПМН, а и втора работа, и покрај тоа што е ВМРО ДПМН партија на десницата, тие не се партија на некој неолиберализам, на некој неотачеризам, на некој неореганизам, тие се партија од типот на програмата на Дизраел и програмата на Бисмарк, кој што велат дека мора да се обезбеди една равноправна заедница и мора да има една одговорност кон ранливите категории пред нели да тргнеме сите заедно да се направиме на заедничкиот пазар. Така што следејќи таа традиција секако дека јасен е просторот каде се среќа оваа партија со Социјалистичката партија, друг традиционален партнер е нели Демократската партија на Србите во Македонија. Српската заедница орбитира околу оваа партија. Тие се многу интегрирани во македонската политика, во македонското општество и се препознаваат како партнер со ВМРО ДПМН, а се разбира сега се случува и еден тип на окрупнување. Прво, со сите оние фракции внатрешни кои што произлегоа од ВМРО ДПМН при некои поранешни циклуси, со луѓе кои што се обидува расколот внатре во ВМРО ДПМН да им го дадат на решавање на бирачите. И бирачите го решија, нормално, го реши на тој начин што ја поддржа матичната партија во однос на овие излезените и бидејќи тие приказни се претпоставам дека се веќе одамна завршени, сега се случува еден вид на заокружување на оваа целина. Секако биле тешки зборови кажани во минатото, кога биле овие расколи, кога биле овие поделби, меѓутоа протокот на времето си го прави своето и заедничкиот проект кој што ги спојува во овој случај, а тоа се разбира декомисирањето на актуелната власт и нова понуда во Македонија за една нова епоха. Значи, Македонија зачекори во 2020 години, меѓутоа се уште нема политика соодветна на времето, светот е многу променет. Имавме руска инвазија врз Украина, имавме многу други случувања во сиот овој период, светот воопшто не е ист како што беше во минатата деценија, затоа е потребна нова понуда, нова програма и нови луѓе кои што ќе ја спроведат таа програма. Дали ваквите приклучувања се диктирани од бројки, бидејќи во вакви случаи бројките се двојни? Например, ако се работи за бројка од 10.000 гласови, таа бројка со самото префрлување од една кон друга коалиција изнесува 20.000 гласа. Па ја би сакал да ви кажам дека мислам дека ги преценувате малку бројките. Не сметам дека има толкава тежина, меѓутоа нели секој глас е глас, секој човек кој што ќе се убеди да гласа за една коалиција е една цела вселена повеќе за таа коалиција, така што се разбира дека
има тука и една изборна математика, меѓутоа таа изборна математика е невозможна доколку не постои доверба. Како Поверба од гледате на граѓаните. дел од аналитичарите, но и на дел од јавноста кои не можат да го препознаат ставањето на Македонија на прво место испред личните интереси и на некој начин им пречи обединувањето и македонското помирување и враќање во матичната партија ВМРО ДПМН и коалицијата, како што е случајот со враќањето на Бошковски, на Стојан Шенгелов, на Петар Богоевски? Па, веќе го искоментирав ова прашање, односно сметам дека новото време, новата епоха си нуди бара една нова политика, поделбите кои што биле на времето, затворени се тие поделби во моментов, ново време, нова епоха и се разбира и нова политика. ВМРО ДПМН во четвртокот ги утврди и потврди изборните листи на 120 кандидати за пратеници, а официјалната промоција ќе биде денес. На нив покрај досегашните 36 пратеници од вкупно 47 на овие листи се впишани 4 коалициски места, а останатите се сосема нови лица кои не и се познати на јавноста. Како гледате на ваквиот избор и колку пратенички места очекувате да освои ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија? Па, анкетите во овој момент јасно покажуваат дека ВМРО ДПМН е фаворит за победа на престојните избори. Треба навистина се случи некоја тектонско пореметување за тоа сценарио да не се реализира. Гледаме дека лидерот на ВМРО ДПМН излегува со нов тим, со една нова понуда. Собранието ќе има нови луѓе. Тука се и дел од стариот пратенички состав кој што во изминативе 4 години работеа во собранието и покажа една интересна и би рекол исто така една длабока црта на одговорност кон државата, кон државноста и кон сето она кое што го браневме во сиот овој период и што беше загрозено од страна на коалицијата на СДСМ и на ДУИ. Во однос на тоа зошто има толку млади лица, како што реков, влегуваме, зачекаруваме во нова епоха. Ке видиме како тоа не е можно, нели, не е можно тоа да се случи, меѓу другото и без човечка обнова, односно без внес на нови политичари во арената, а знаете, стасуваат нови генерации. Еве на пример, нови избори ќе гласаат младите кои што се родени 2006 година. Тие не помнат, Никола Груевски тие не помнат дека Зоран Заев бил некојаш премиер. Замислете каков е нивниот политички светоглед. И се разбира дека кон нив треба да придат меѓу другото и луѓе кои што се поблиски до нив генерацијски и кои што им ги знаат потребите. Господине Боцевски, како ќе го прокоментирате напуштањето на СДСМ од страна на овие неколку политички партии за кои претходно говоревме, но би сакале да го слушнеме вашиот став за приклучувањето кон СДСМ од страна на движењето Нова Република на Ивон Величковски, како и неколку зборови за оние кои останаа во коалиција со СДСМ. Особено не интересира да го слушнеме вашето мислење за Дом на Морачанин и какви се шансите да добие добитно пратеничко место во собранието оваа партија? Па, околу движењето за Нова Република на Иван Величковски во македонската јавност има една огромна мистерија. Мистеријата е кој е вториот член на тоа движење. Никој во Македонија не видел втор член на движењето за Нова Република на Иван Величковски. Мислите дека еден човек една партија? Па во моментов не сме виделе втор член, тоа е едно. Второ, не е регистрирано тоа движење, не постои никаде, ни како невладина организација, ни како политичка партија. Така што СДСМ потпиша документ со човек кој што има свое лого и со човек кој што се представува како движење. Тоа е тоа што е интересно. Во однос на партиите кои што останаа во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз, она што мене ми е чудно е што огромен дел од овие партии, добар дел од овие партии има спротивно мислење кога дојде на бугарскиот предлог за промена на уставот. И тоа е прилично чудно сега. Зошто? Ниту има промена на изборниот законник, Македонија стана една изборна единица, а и гледаме ЛДП и Дом во коалицијата. Зошто е тоа така? Така што, не знам, во однос на Либерално-демократската партија, предпоставам дека тоа е единствениот партнер
од страна и Дом, Движењето за обнова на Македонија, единствените два партнери кои што имаат некоја тежина, не можеме да запоставиме фактот дека тие излегува како посебна коалиција на локалните избори во 2021 година, освои еден градоначалник и освоија советници во околу 30 на општини, што е добар резултат за нив, потврдија дека имаат изворна поддршка. Не сум сигурен на која точка се среќава Либерално-демократската партија со СДСМ, не гледам тука некоја посебна спојка, а во однос на Дом видовме дека внатре има еден сериозен раскол и дека внатре има група која што е околу Љупчо Јаневски, поранешниот генерален секретар на партијата, која што има проблем со начинот на кој што докторката Морачанин ја води партијата и дека тие бараат прво едно нов конгрес, преобмислување на раководењето со Дом, а потоа се разбира и поинаков нивни настап на изборите, дали самостоен, дали во некоја друга коалиција и така натаму, така што не би ја коментирал, значи се осипа коалицијата на СДСМ и не само што се осипа коалицијата на СДСМ, туку внатре во СДСМ има еден голем раскол. Господин Воцевски, кога сме кај СДСМ и нивните коалициони партии, ке можете да ни го кажете вашето видување за тоа кон каде се движи и што ја чека СДСМ на овие избори? Каде ќе ги одведе сидрото на Заев, ако се сеќавате, кој е спреман на новата теорија на релативитетот, ќе ги влечело напред, иако сите знаат дека сидрото е за укотвување. Која е причината што бродот наречен СДСМ тоне и затоа го напуштија скоро сите, освен Иван Величковски, кој се качи на тој број кој очигледно тоне? Или знаем да плијат тој може? Значи, Социјалдемократскиот сојуз се наоѓа во една голема агонија, која што после изборите ќе биде многу подлабока. Програмски никој не препознава таа партија. Значи, тие се сведе од партија која што во 1990-тите години беше стожерна партија на македонската политичка сцена, најмоćна партија на политичката сцена, се сведува на нова дередже. Значи, има само еден универзитетски професор од Универзитетот Кирил и Методи на листите на СДСМ, за разлика од листите на ВМРО-ДПМН. Значи, една партија која што имаше внатре во своето раководство 4 до 5 алтернативни влади, се сведе на тоа да нема ни половина влада кога е на власт. Мислам, не дека тие имаат нели добра цела влада, меѓутоа квалитетот на луѓето кои што таму е драматично паднат. Така што од друга страна поминуваат низ еден многу бурен раскол кој што го предводи од една страна градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, кој што влегува со програма која што баш наликува на програмата на начинот на кој што СДСМ сакаше себе се представи во 90-тите години, односно како партија на, како можеме да ја наречам, нели, која што го носеше оној асномски патриотизам во Македонија, еден асномски патриотизам кој што иако е македонски, отворен и кон светот, космополитски, европски и така натаму. Така што овој изворен мандат, како да го наречеме, изворна програма на Социјалдемократскиот сојуз, Максим Димитриевски сака да земе и да присвои како своја и како програма на неговото движење, гледаме дека бројни социјалдемократи му се приклучуваат. Покрај тоа, внатре гледаме дека има некои други фракциички кои што не дошле до израз и сето тоа ќе кулминира и ќе ферментира после изборите. Ќе видиме како ќе се одвијаат работите, меѓутоа тешко е да се замисли дека Димитар Ковачевски ќе остане лидер на таа партија после изборите, тешко е да се замислат и многумина од ликовите кои што беа дел од владата и не се покажа ништо посебно. Откако Европскиот фронт на СДСМ и ДУИ се распадна, ДУИ самостално успеа да направи некаков европски фронт со Ајрадин Хоџа, Курто Дудуш, Демократската партија на турците на Беџат Илјат, со партијата на Мендух Тачи и со крилото на Зијадин Села од Алијанса на албанците. Како гледате на тој нов европски фронт на Ахмети и како ќе го прокоментирате повикот до албанците од страна на Ајранит Хоџа да се приклучат кон тој фронт на ДУИ на начинот како што се приклучиле кон УЧК во 2001 година? Како гледате и на повикот на Мендух Тачи кој гласи: "Ке видите, Талат Џафери ќе биде премиер уште 2 години"? Каква порака испаќаат Ајрадин Хоџа и Мендух Тачи преку ваквите милитантни изјави и наративи и зошто го прават тоа? Ајде прво едно по едно. Зошто е направена оваа голема коалиција на ДУИ? Направена од причини што ДУИ веќе не е уплашен од гласот на албанците во Македонија. Мисли дека албанците
нема да го гласаат, односно нема да добијат повеќе гласови од нивните пламени приврзаници. Гледаат дека има еден вид на мал отпор, мала револуција помеѓу албанците во Македонија, кои што се препознаваат во коалицијата околу Вреди и во кандидатурата на Арбен Таравари. Од тука тие бараат гласови вон албанската заедница и тоа го бараат кај ромите и кај турците. Значи станува збор за една проста изборна математика, како изборните математики кои што ги зборувавме претходно за СДСМ и за ВМРО ДПМН. Во однос на ова, значи ќе потсетам, Мендух Тачи во 2008 година кажа дека Македонија ќе биде за 2 години конфедерација. Стане ли Македонија за 2 години конфедерација? Тој пред избори, посебно кога е во ситуација на тој е еден вид на негов обичај, еден вид на урнек на едно негово однесување. Секогаш кога Мендух Тачи се наоѓа во една е слаб политички, тој се обидува оваа слабост да ја компензира со давање на бомбастични изјави. Сега 2 години ќе бил Талат Џафери премиер. Претходно не знам што беше. Значи постојано има некоја драма, некоја епска поетика и така натаму. Препознаено е тоа и токму заради тоа тој веќе ја сведе својата партија на еден приврзок на Дуи и ништо повеќе. Од една партија која што дрмаше во македонската политика, која што беше главен конкурент на Дуи, он се сведе меѓу другото на човек партија, уште малце ќе биде како Иван Величковски. Истото и за Аријанит Хоџак. Забележувате ви и самите дека Дуи е свесен дека дури и овие пораки не резонираат убаво кај најголемиот дел од албанците во Македонија. Тоа се луѓе кои што наши сограѓани кои што сакаат да си го живеат животот, да си ја гледаат семејството, да си гледаат работата и не сакаат да им ја руши некој државата и односот со македонците со вакви бомбастични изјави. Токму затоа се оставаат вакви политички маргиналци да праќаат порака за како да речем за националистичките тела кои што се наоѓаат помеѓу албанците и националистички гласови кои што тие сметаат да ги добијат, а кои што не се толку бројни. Така што јас тоа го гледам буквално само како еден предизборен политички фолклор и ништо повеќе. Господине Воцевски, како гледате на тоа што Зијадин Села се приклучи кон овој така наречен Европски фронт на Дуј и покрај тоа што токму Алијанса на албанците произлезе како резултат на несогласувањата со партијата на Тачи? Зошто Ахмети се одлучи на ваквиот чекор за формирање на широк коалициски блок, ако се има предвид дека во досегашните избори Дуј секогаш излегува самостојно? И зошто Села се приклучи кон овој фронт, бидејќи заложбата на Алијанса на албанците беше да го срушат Дуј од власта? Како и на кој начин ќе функционира оваа коалиција? Оно што сакам да го кажам е дека во однос на Села е свесен дека со него не отиде партијата. Партијата и приврзаниците, и членовите, и симпатизерите и гласачите отидоа со Арбен Таравари. Имајќи го тоа предвид, за да може он да купи уште 4 години пратенички мандат, оди со Дуи. Само тоа е целата математика. Како што реков, значи Дуи во моментов се наоѓа во еден грч, во една агонија. Тие може да се случи да ги изгубат изборите. Не велам дека ќе се случи, може да се случи. Затоа што постои една раздвиженост помеѓу албанците во Македонија која што е контра Дуи. Ако ги изгубат изборите, тие ќе имаат сериозен проблем, ќе мора да поминат низ една сериозна внатрешна дебата за тоа како да се вратат повторно во игри, како да можат повторно да ги победат на изборите. И воедно исто така тоа руши онаа сликата за Али Ахмети како вечен победник. Победник против македонците во 2001 година, тој така се представува и така натаму. Значи сето ова е дел од математиките на Дуи, а ќе видиме како ќе испадне. Како вели нашиот народ, есап дома и есап на пазар не е ист. Токму така. Колку пратенички места и предвидувате на оваа коалиција? Тешко е да се прогнозира во моментот, затоа што, како што реков, анкетите покажуваат некоја изедначеност. Значи, можно е да имаат меѓу 11 и 14 пратеници од Дуи.
меѓутоа веќе горе-долу слични бројки покажуваат и од коалицијата вреди. Па ќе видиме. Какви резултати очекувате од новата коалиција Храбро за Македонија, составена од Гром на Стефче Јакимовски, Интегра на Љупчо Ристевски и ЦЕР на Самка Ибраиновски? И ако сакате неколку зборови за носителите на листите на оваа коалиција. Носител во единицата е Добрила Андоновска од Гром, во двојката носител е лидерот на Интегра Љупчо Ристевски, во тројката Јордан Николов од Интегра, во четворката Ружица Николова од Гром, а во петката Самка Ибраимовски од ЦЕР. Кој од овие ќе седне во пратеничката клупа во собранието и колку пратенички места и предвидувате на оваа коалиција? За мене ќе биде вистинско изненадување ако еден успее од нив да влезе. Освен Самка Ибраимовски како носител, ја другите луѓе не ги познам, а ја следам политиката во Македонија со години. Мислам на едни изострени избори меѓу власт и опозицијата, немам тука немам очекување. Не гледам каде се они препознатливи, каде се они специфични. Што е тоа што ќе го понудат, што ќе ги пробие на политичкиот пазар во Македонија. Ова е последната шанса да покажат дали може да остане на политичката сцена или не. Една се обидува, ништо не направи. Па не очекувам, значи мислам дека Интегра заврши со изборите во 2020 година кога направи која нивната улога беше да направат политичка штета пред се на ВМРО ДПМН. Така што после тоа не видовме ни било каква активност од оваа партија сите овие години. Како гледате на пристапот на ВМРО ДПМН на овие избори на кандидатските листи да има само пратеници или повеќето од нив кои ќе ја задржат хомогеноста како што беше помеѓу досегашниот пратенички состав на партијата и коалицијата за обнова на Македонија, сега веќе го промени името на таа коалиција, а како резултат на извлекување на поуки од направените грешки во минатото? Значи, пак ќе речем, ќе видиме. Во Македонија ја видовме листата на предложени пратеници од ВМРО ДПМН. Дел од нив се познати на јавноста, дел од нив ќе ги запознаваме дополнително. Додека не седнат во пратеничките клупи, не може да судиме. Значи, ќе видиме тоа како допрва ќе се одржи во собранието и како што реков, ја верувам дека ова се нови ликови за новите генерации за политиката од новата епоха. Од она што го дознаваме, СДСМ довербата за идни пратеници ја додели само за половината од досегашните пратеници, а другиот дел ги потполни со функционери, односно со првите луѓе кои беа најспоменувани за проблемите, особено оние кои беа министри. Зошто Ковачевски се одлучи на ваквиот чекор да ги изгрижи, обезбедувајќи им сигурни пратенички места? Од што се плашат да посегнуваат по пратеничкиот имунитет и колку пратеници очекувате да обезбеди СДСМ и нивната коалиција? Добро, за мене е логично тоа што министрите се наоѓаат, затоа што пазете, идејата е вие исто така во Австралија живеете во демократија, таму нешто да се малце и поинакви со англосаксонскиот систем, меѓутоа се разбира дека луѓето излегуваат на избори за да земат изборен мандат. Се слушаме? Да. За да земат изворен мандат, излегуваат на избори и излегувајќи на избори го земаат демократскиот мандат од граѓаните и потоа го носат во извршната власт. Ете, тоа е отприлика како изгледа гласање во едни демократски услови. Се разбира дека очекувано е министрите да си го најдат своето место на листите на Социјалдемократскиот сојуз. Она што е неочекувано е што нема други, односно нема некои препознатливи ликови, не гледаме еден вид на сигнал, порив, порака од Социјалдемократскиот сојуз каде и како ќе се реформираат во наредниот период. Така што листите се листи на стагнација, листите се листи на континуитет во Социјалдемократскиот сојуз, листите не се листи на промена, не се листи на реформа, не се листи на нова понуда.
И тоа е проблемот со кој што тие ќе се соочат, затоа што граѓаните гледате дека на сите анкети и испитувања на јавно мислење бараат промена. Бараат нешто ново, не се задоволни од актуелниот тек на политиката. Не може вие да нудите со истите луѓе нова политика. Така. Тоа е суштинскиот проблем на Социјалдемократскиот сојуз во моментов и тоа се гледа меѓу другото ке листите. Ке успеат ли во намерата или народот веќе ги има прочитано и не сите ке се офајдат со пратеничкиот имунитет и како гледате на тоа што од СДСМ скоро недела дена по одржувањето на нивниот конгрес се уште ги немаат објавено комплетните листи за пратенички места? Па, значи, видете, тој што се огрешил законот ќе се одговара, тоа е тоа, независно дали има или нема пратенички имунитет и да се повика на пратеничкиот имунитет, без разлика процесот, нели, околу злоупотребата ќе тече и ќе заврши. Значи, како да кажем, ако некој се огрешил законот, се огрешил. Не може да се скрие со пратеничкиот имунитет и за партијата која што ја представува ќе биде само политички товар. Тие едва ќе чекаат да се отарасат од него или од нејзе. Пратеничкиот имунитет не е заштита за некој неранимајко кој што злоупотребил службена должност или украл пари. Тоа така не функционира. Тоа што не ги објавуваат листите е многу интересно. Тоа кажува дека внатре има некои внатрепартиски превирања и тоа кажува дека не се сигурни околу тоа што се сигурни места на коалициите. Така, сигурни места за влез. Тоа е ситуацијата околу Социјалдемократскиот сојуз. Значи една слика на една партија која што се наоѓа која што е свесна дека ќе ги изгуби изборите. Од авион се гледа дека општеството ни е фрагментирано и поделено. Дали единствен излез од ваквата ситуација е чекорот за обединување кој го направи ВМРО ДПМН пред се со оние политички партии, односно лидери на политички партии кои претходно беа дел од ВМРО ДПМН. Дали овој чекор кој го направи Христијан Мицковски со подавањето на рака и покрај тоа што во изминативе 6 до 7 години плука кон ВМРО ДПМН, ќе биде доволен мотив за се македонско обединување ако се надминат суетите и различните убедувања и на прво место високо на агендата се стави Македонија, единствената ни заедничка мајка. Можно ли е обединување и помирување со оние на кои Македонија и македонскиот народ не им начат ништо? Овде мислам на високиот ешалон на СДСМ и ДУИ, а тоа го докажа со тоа што без дозвола на македонскиот народ го сменија името Македонија. И дали треба со таквите да има помирување? Може ли да им се опрости за велепредавствата кои ги направија во изминативе 7 години? Ајде да одиме едно по едно тука, затоа што многу прашања поставивте. Значи, да, на Македонија е потребно обединување околу тоа што ни се случи во сите овие години и како ќе одиме напред. Се случија многу работи. Земјата се видоизмени како резултат на владењето на една неодговорна власт и една неодговорна врхушка предводена од Зоран Заев пред се, меѓутоа од неговите деривати. Ја ниту гледам некоја разлика помеѓу овие останативе што се околу нив навистина. Не гледам некоја посебна кај нив вредност, ако можем тоа така да го искажам. Сега, одиме понатаму. После промената, редно е, меѓу другото, да се даде една поинаква политика. Една политика која што ќе ги вклучи сите оние кои што добиле мандат од граѓаните во консултациите, во носенето на политики, пред се низ собранието, меѓутоа и ни сите други и останати форми. Треба да има една жестока политичка дебата, меѓутоа треба да има едно обединување. Во однос на тоа, да, точно е, сите оние кои што кажале лоши зборови, плукали и така натаму, сето тоа е во ред. Сето тоа е точно. Меѓутоа, да се направи обединувањето, треба да се излезе од ровот и да се исчекори политички. Мислам дека стаса времето да се направи тоа. Стаса времето да дискутираме што се случуваше од 2014 година па некаде до 2022 година и тоа е невозможно без една отворена дебата каде што секој ќе образложи своите политички постапки. Во однос на прашањата што ги поведовте, точно е.
дека болат овие точки, многу се болни точките на промената на името, ова ветување за промена на уставот и сето останато, ова се моменти каде што Македонија се кршеше како заедница и сега имаме пресериозен проблем околу целата таа работа. Пресериозен проблем. Како понатаму? Понатаму ќе треба да седнеме и, како што реков, да видиме, да се договориме како ќе тераме работата. Повелете. Пред некој ден ДИК го утврди гласачкото ливче за редниот број на председателските кандидати. Под број 1 е Стефчо Пендаровски, под број 2 Гордана Силјановска-Давкова, под број 3 Стефче Јакимовски, на четврта позиција е Бујар Османи, а на петто место е Билјана Ванковска, на шесто место Арбен Таравари, на седмото место е Максим Димитриевски. Излегоа и резултатите од анкетите за председателските кандидати. Според таа анкета, Силјановска-Давкова би добила помеѓу 90.000 и 100.000 гласови, повеќе од Пендаровски. Дали распоредот на кандидатите игра некаква улога за време на изборниот ден и дали ова предност на Давкова може негативно да се одрази во вториот круг со изговор дека работата е завршена и нема потреба повторно да гласам за председателски кандидат? Не. Категорично не. Распоредот е техничка работа. Некоја маргинална улога игра околу тоа, околу ова, како партиите ќе ги организираат своите кампањи и така натаму, меѓутоа ништо специфично. На светските избори победували и тие што се број 1, и тие што се број 2, и тие што се број 55. Никаква улога не игра тоа. Анкетите точно даваат една сериозна предност за Гордана Силјановска. Меѓутоа не очекувам дека ова негативно ќе се одрази во вториот круг, затоа што вториот круг е на изден со парламентарните избори, така што парламентарните избори во Македонија секогаш се избори со најголема излезност. Во историјата на Македонија секогаш имало далеку поголема излезност за парламентарните избори отколку за председателските избори, така што интересно ќе биде вториот круг кога ќе излезат сите на гласање, како ќе се прекрши трката помеѓу Стево Пендаровски и Гордана Силјановска. Очигледно е сега дека тие ќе се борат во вториот круг, иако се разбира имаме едно, анкетите барем покажуваат едно значајно урушување на гласот за Социјалдемократскиот сојуз, многу длабоко. Ова ќе биде многу интересно и нешто ќе очекаме да видиме тогаш. За нешто повеќе од 3 недели ќе се одржи првиот круг од председателските избори. Кој спрема вас ќе го помине овој филтер и какви резултати очекувате во вториот круг? Ќе успее ли Гордана Силјановска-Давкова во овој втор обид да добие таа висока државна функција и да постане првата жена председател на Република Македонија, односно мајка на нацијата? Во моментот професорката се бори против историјата. На две точки. Првата точка на борбата на професорката против историјата е фактот што досега Македонија немала жена за председател на држава, демократски избрана. Значи, тоа е првиот дел. Вториот дел е врзан со фактот дека од сега до сега ниту еднашка опозицијата не победила, опозицијскиот кандидат не победил на председателските избори. Така што и ова е една битка на професорката со историјата. Дали ќе се избори? Јас мислам дека таа е во кондиција и дека има предност, дека како што личат работите, таа треба да биде победник, меѓутоа да ги почекаме, нели, да завршат изборите и да видиме дали професорката ќе добие оваа војна против историјата. Не сме многу далеку од почетокот на дебатите помеѓу актерите за функции, било тоа да се председател на државата или премиер на владата. Дали и колку носат додадена вредност за време на изборниот ден, колкаво влијание имаат кај гласачкото тело и дали влијанието на дебатите е поголемо кај членството или кај неопределените? Дебатите секогаш се популарни во секоја демократија, па и во Македонија.
со нетрпение граѓаните ќе ги очекуваат. Се разбира дека ти имаат влијание пред се кај неопределените. Сега имаме многу интересна трка, 7 кандидати, сите 7 кандидати ќе сакаат да се представат за време на изборната трка и во Македонија со нетрпение се чекаат овие изборни дебати кога ќе излезат и ќе се представат кандидатите пред граѓаните, односно која е нивната политика и што и како мислат да ги тераат работите во иднината. Ќе видиме. Во секој случај имаме добро поле за една плодна дебата, имаме имаме добро исчекување за тоа како ќе поминат дебатите пред првиот круг и потоа пред вториот круг. Так. Како ќе прокоментирате изјавата на Јанко Бачев, лидерот на Единствена Македонија, кој најави дека неговата партија, Единствена Македонија, мислам дека се вика, со уште други 83 издруженија, вклучувајќи издруженија од диаспората, дека на овие претседателски избори ќе повикаат на бойкот со изговор дека не гледаат лидер во ниту еден од оние кои учествуваат во изборите. Толку ли се кратковидни да не гледаат дека бойкотот е непосекуваната опција за Македонија и македонскиот народ и дека со тоа ја враќаат онаа власт која распродаде се и која ја клекна на колена Македонија и македонскиот народ? И злоупотребуваат ли не заинтересираноста на диаспората да гласа на овие избори токму поради ликови кои размислуваат на ваков начин и ликови кои се само прогласени лидери во диаспората и ја доведоа диаспората до заблуда самата неа, која сигурно брои неколку милиони, тоа према некои податоци е така. Дали ваквиот повик на бойкот плюс големиот процент на оние кои не се заинтересирани за да гласаат, а кој број изнесува према податоците што кои располагаме некаде изнад 40%, и на сето тоа се додаде и можноста албанските политички партии да абстенираат од вториот круг на избори на претседател на Македонија, можат да го доведат под знак прашалник цензусот од 40% за избор на претседател на Македонија? Две прашања се. Да. Првото прашање е дали може Јанко Бачев и неговите 83 издруженија да направат штета. Не може. Кога одговорам конкретно. Јанко Бачев е маргинален лик во македонската политика. Не гледам дека некој го сваќа сериозно. Дури никој не сваќа сериозно дека тој е некаква проруска или не знам каква опција во Македонија. Делува смешно. Делува како шарлатан. Тоа е тоа. Сега дали во диаспората има некои луѓе кои што се препознаваат во тоа, веројатно има. Но и исто како и во Македонија, значи една структура на маргиналци кои што прашање дали ако се соберат сите на куп, дали ќе имаат толку гласови колку што се собрале. Слично ја претпоставам дека и во диаспората. Сега некои 83 здруженија, мене тоа ми звучи многу претенциозно. Убаво е да се каже кои се тие здруженија и дали сме чуле воопшто дека постојат овие здруженија и колку постојат овие здруженија. Во однос на диаспората, да, Македонија тука направи една голема грешка. Преспанскиот договор и сите се што случуваше, македонска диаспора има сериозни проблеми да комуницира со властите во сопствената држава и со институциите во сопствената држава, така што новата влада ќе мора многу време да посвети на оваа прашање, на оваа тема и треба да се чукнат во глава и да се замислат околу тоа како Македонија во иднина ќе функционира со својата диаспора. Мислам дека Македонија треба да го промени односот кон диаспората и мислам дека Македонија треба да вложува во диаспората. И во делот на изучување на јазикот, и во делот на програми за децата и возрастните од диаспората доаѓаат во матицата да се запознаваат со Македонија и така натаму. Значи се тоа ние мораме да го потцртаме. Тоа е едно. Второ, да, околу Дуи има едни чудовишни идеи околу целата оваа работа. Функцијата председател е последна држава каде што принципот на демократија и на унитаризам во Македонија е запазен. На Дуи тоа не му одговара затоа што сам функцијата председател е вон парадржавата која што Дуи ја изгради во Македонија.
Дали тие тоа не го сакаат, не го сакаат. Меѓутоа на бојкот одат во моментов како еден вид на закана да кажат дека безбедноста на Македонија и е во нивни раце, дека они може да се поигруваат со безбедноста на Македонија, дека они може да направат сериозна институционална и уставна криза. Ете тие две работи се. И дали е ова опасност? Опасност е. Меѓутоа, излезноста е тоа што е единствениот начин на кој што може да се излезе и да се спречи оваа работа. Програмите се делумно... Ќе те прекинам малку, кога не веќе додека бевме зборувавме за грижата на Македонија, за диаспората, знаеме дека голема грешка е, особено на оваа власт која што беше во изминативе 6-7 години, не поведува доволно грижа, меѓутоа мора да бидеме самокритични. Тука сум цврсто убеден дека делот проблемот лежи во диаспората, не во обичните луѓе, него како што пред малку напоменав во самопрогласаните лидери. Значи толку ги збунија, толку ги му вика дека ќе бидете злоупотребени, дека и луѓето одбегна. Погледнете, 2200 души само се пријавија за гласање. Тоа знаеме дека државата не се грижи за нив. Меѓутоа, ако се со ум во главата овие што се само повторно зборуваме, само прогласени лидери кои што представуваат обединета диаспора, каква обединета диаспора зборуваме кога само 2200 гласале во цела диаспора, мислам се пријавиле за гласање. Треба промени, коренити промени на лидерите на македонците и на македонските организации во диаспората. Плюс ВМРО сега, ако ја добие власта, ево му голема шанса да стави добри, да запне, да ги исправи сите грешки што се направени во минатото, да покани диаспората на соработка и, како што вие рековте, треба многу да се вложува во диаспората. Точно, значи обратно е. Сите земји кои што имаат голема диаспора, како Италија, како Хрватска, како па и Словенија, Грција, мораме да ги спомнеме нашите соседи, без разлика нашите проблеми со нив. Обратно е однос. Не вложува диаспората во матиците, матиците вложуваат во диаспората. Диаспората е извор за матицата. Преку диаспората, матицата е таа која што има пристап, мостови, има влијание во многу значени земји. Вие сте во Австралија, Австралија е значајна земја. Македонците во Австралија се интегрирани во Австралија, учат таму, се пробиваат низ политиката, низ бизнисот, спортот, насекаде ги има. Врските наши со македонците од Австралија се значајни, помагаат на Македонија, придонесуваат кон Македонија. Без разлика, може да се вратите во матицата, може да останете во Австралија. Врската која што имате со матицата е онаа која што е добра и за вас, и за Австралија, и за Македонија. И се разбира дека на идната македонска влада е да промени оваа игра. Значи Македонија да почне да биде таа што ќе вложува во диаспората и која што ќе инсистира да има посилни врски помеѓу диаспората и матицата. Не само преку гласањето, постојано. Да. Значи не може ние да се сеќаваме на диаспората само кога има гласање. И потоа да мислиме дека тоа е злоупотреба веќе. Точно. Да, и потоа да мислиме дека имаме однос. Немаме однос. Така. Значи, тоа е тоа. Господине Боцевски, програмите се делумно откриени, особено изборната програма на ВМРО ДПМНЕ која е насловена како платформа 1198. Бројката символизира број на проекти со кои ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за обнова на Македонија ќе се представи пред гласачкото тело. ВМРО ДПМНЕ секојдневно презентира по некој дел од нивната изборна програма, а од друга страна од СДСМ некако срамежливо и без некоја сигурност го најавува она истото кое го најавуваше претходните избори, но не успеа да го исполнат. За утре најавија официјална промоција на програмата. Како гледате на досегашните презентирани делови од програмите од една страна на ВМРО ДПМНЕ, а од друга страна на СДСМ? На кои столбови ги темелат нивните програми и како гледате на нивните ветувања? Ајде да го оставиме за следната емисија, ви ветам дека пак ќе дам пред изборите, прво да ја видам програмата, не можам на невидна да коментирам. Добро. Да, баш. Ветам, ќе се видиме уште еднашка, меѓутоа
Сега прво да ја видам програмата, па ќе зборувам. Да. Ваши. Епа Ќе ве програмата. очекуваме. Да. Така. Ајде. Како што се наближува денот на почетокот на изборната кампања, сите партии ги исцртаа своите црвени линии. Какви се вашите очекувања? Кој од политичките партии ќе мора да заборави на црвените линии и кои се тие црвени линии за кои ќе мора да ги заборават после 8 мај, доколку сакаат да бидат дел од новата влада, а истовремено да не ги загрозат националните интереси на Македонија и македонскиот народ? Во една прилика големиот германски канцелар Ото фон Бисмарк рекол дека највеќе се лаже пред олтар по лов и риболов и пред избори. Така што еве тие црвени линии што се кажуваат пред изборите, ќе ги ставиме во контекст на ова што ги има кажано Ото фон Бисмарк. И истовремено тоа што е интересно е часот нула. Часот нула е секогаш вечерта после изборите. Вечерта после изборите граѓаните гласале, Македонија кажала како сака да изгледа идниот парламент, посредно граѓаните кажале како сака да изгледа идната влада. И тука почнува играта, каде што треба да дојде до согласување на овие на програмите на партиите и се разбира на утврдување што од овие црвени линии се линии, што се црвени, а што било само еден вид на предизборна игра. Така што вечерта на 8 мај ќе судиме околу тоа. Како гледате на ставот на дел од високото раководство на СДСМ дека не требало да имаме црвени линии доколку сакаме Македонија да се интегрира во Европската унија? Добро, мислам дека видовме таа политика до каде ја доведе Македонија, односно дека секоја држава има своји црвени линии, па и Македонија има своји црвени. Како гледате на условот кој Мицкоски го упати кон идните преговарачи за формирање на парламентарно мнозинство, особено кон албанските политички партии, а тоа е бришењето на балансерот? Дали со ова ВМРО, ДПМН и коалицијата Твоја Македонија од вчера си ја затвора вратата за постизборно коалицирање или ова е пак праќање на јасен сигнал дека оние кои сакаат да бидат дел од идната влада да бидат внимателни со нивните барања и условувања и дали балансерот, но и најавената заложба на ВМРО ДПМН за намалување на пратенички мандати и една изборна единица се всушност еден вид на понуди кои се нудат се со цел давање на можност за компромиси помеѓу политичките партии кои сакаат да бидат дел од власта и одличен почеток за отварање на постизборни преговори за состав на влада? Па не, балансерот е нешто што мора да падне. Никаде тоа го нема во ниту една нормална демократска земја. Ова е фактички вградена етничка дискриминација. Како вие може да примате некого во администрацијата и да биде од соодветен етникум? Тоа е вон секоја здрава памет. Се ја разбирам дека ако е за некоја позиција, еве аплицирам јас и некоја турчинка. Дека ако јас еве како маж, како македонец, сум условно кажано во предност пред жена која што доаѓа од турската етничка заедница, јас разбирам дека ако имаме горе-долу иста тежина во однос на биографијата, на оценките, на образованието, дека таа треба да има предност. Меѓутоа, ако јас сум подобар, ја треба да влезам, независно што доаѓам од заедници кои што се мнозински, кои што се привилегирани, ако можам така да го кажам. Така што балансерот апсолутно мора да оди. Исто се однесува и за другите работи. Сега околу тоа една изборна единица и намалување, тоа е прашање на уставни измени, тука мора да има договор од сите. Ако се постигне консензус во ред, ако не се постигне, ќе предложиме со ова решение, тоа е тоа. ВМРО ДПМН го нуди, дава образложение зошто тоа треба да се случи. Ако во тоа се препознати останатите во ред, ако не се препознаат, тогаш ќе почекаме друг пат кога поинаку ќе се определуваат нештава.
Како гледате на реториката на власта, која вели дека овие избори ќе бидат избор помеѓу проевропски и антиевропски блок, а како на реториката на опозицијата дека изборите ќе бидат избор помеѓу корумпираните и антикорумпираните? Па, власта ја потроши таа реторика. Кој е антиевропски во Македонија определен? Никој. Македонија уште од 1989 година се определи за членство во Европската Унија, во Европската економска заедница тогаш, така што нема во Македонија антиевропски блок. Географијата на Македонија е таа, тоа е тоа. Така што реториката на власта е промашена. Исто така сакам да кажам дека еве една споредба во Црна Гора Мило Џукановиќ ја ставаше во таква една конотација. И што се случи? Ништо. Пропадна целата таа реторика. Пропадна и тој не успеа да ги победи изборите. Така што се разбира дека американците имаат една изрека all politics is local, сета политика е локална, така и во Македонија. Едно од поважните прашања или дилеми за учесниците на изборите, било тоа да се за функција, во овој случај председател на државата или премиер, или пак за претенички мандати и формирање на власта, е како да се додворат до гласачкото тело, особено она која не припаѓа кон ниту една политичка партија. Ја знаете ли магијата како да успеат да ги поттикнат да излезат да гласаат и да ги убедат да гласаат за нивната опција и да го заокружат нивниот број? Што е тоа што треба да го понудат за да ги убедат гласачите и кои од кандидатите и партиите се многу блиску тоа да го направат? Ни го исклучија. Се го имаме за неколку секунди тука, тука го имаме. Го слушнавте ли прашањето, господине Боцевски? Да, го слушнав. Не, околу неопределените се гледа дека опозицијско расположение, така ќе видиме каде ќе прекрши тоа во опозицијата. Анкетите покажуваат дека бранот највеќе ќе отиде кон ВМРО-ДПМНЕ. Ке се навратам на програмата на ВМРО-ДПМНЕ. Една од поважните цели во програмата на ВМРО-ДПМНЕ се надворешно политичките приоритети, која е заснована на 3 сегменти. Еден од нив е планот што ВМРО-ДПМНЕ планира да направи, вториот е што планираат да направат нивните ривали и третиот сегмент е ставањето на овие 2 сегменти во еден поширок концепт. Како гледате на оваа тема, насловена како надворешни политички приоритети, а би сакале да го слушнеме вашиот став и за она што ВМРО-ДПМНЕ останува на ставот дека уставни измени под вакви услови како што ги имаме досега нема да има? Па, јасен е тој дел во нивната програма. Јасен е нивниот став дека ќе се оди на одбрана на принципите за кои што Македонија маршираше цел јули месец 2022 година. Значи, ја не сеќам Македонија да имало подолги протести, поспонтани протести, поинтересни протести како оние што беа во 2022 година, кога се излеа целиот македонски народ против бугарскиот предлог. Се разбира дека како стожерна партија на идната влада, тие ќе бидат тие кои што ќе треба да ги заштитат овие принципи. Внатре во програмата ќе ги има овие делови. Ајде, како што реков, да ја видиме програмата, потоа ќе коментираме, ќе дојдем јас повторно, може би не цела емисија, може и малку помалку, меѓутоа можеме да ги коментираме програмските понуди на партиите. Знаеме дека се брзате, господине Боцевски, меѓутоа дали имате време уште 2-3 минути? Ајде уште 2-3 минути може. Последно прашање, така. Пред некој ден власта имаше некакво одбележување на 4 годишнината од зачленувањето на Македонија во НАТО алијансата, а во организација на Министерството за одбрана, на која средба не видовме лидери на опозицијата, вклучувајќи ги и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Вчера вечер министерката за одбрана на едно гостување на прашањата од водителот дали Македонија не направи поголеми отстапки со потпишувањето на Преспанскиот договор и со договорот за добрососедство, таа рече дека тоа не биле отстапки, туку многу големи и најмудри инвестиции и одлуки кои државата ги има донесена во вистинско време. Како ќе ја прокоментирате ваквата нејзина извана, господине Боцевски? Ова е интересно, ова е едно интересно прашање на кое што
би сакал да го одговорам. Значи, прашањето е околу Ковачевски, така? Не, за Преспанскиот договор, за што го мена името, што дека тоа што не се го менали името, а не добивме, не го дековме во НАТО. Го пишува Преспанскиот договор, се нанесовме трние во оној. Видете, мора да најдат начин да го оправдаат, да ги оправдаат своите политики. Тешко е. Мора да најдат начин да го оправдаат сето тоа што се случуваше. Тие сакаат сето тоа да го оправдаат со членството во НАТО. Кој е проблемот со таа нивна реторика? Никој не го спореше членството во НАТО. Меѓутоа не требаше Македонија да влезе во НАТО така, со Преспанскиот договор. Требаше да влезе поинаку. Требаше тоа да биде еднославие, општенародно. На крајот се сведе во една лошо заврши сето тоа. Значи, наместо да биде еден свечен ден, на сите ни беше малце мрско. На сите ни беше малце тешко. Не гледам што сакаат да направат со оваа реторика, освен да се навраќаат на теми кои што народот ги боли. Најдобро за нив ќе биде да избегаат од ова, а не да идат во оваа реторика. Да, добро е што е Македонија во НАТО, меѓутоа не требаше да влезе Македонија во НАТО на начинот на кој што влезе. Требаше поинаку да влезе во НАТО. Никој не го спори македонското членство во НАТО, никој не спори дека Македонија припаѓа во овој круг, што го викаме западен круг, западната алијанса и така натаму. Но да се разбереме, имаме една сериозна ситуација кај нас, каде што прво треба да ги завратиме ракавите, да ги решиме прашањата околу владење на правото, околу економскиот развој и така натаму, а потоа ќе се навратиме на овие крупни национални прашања. Ќе истражуваме што ни се случи сите овие години, како дојдовме до ова што дојдовме и потоа како да излеземе. Господине Боцевски, ви благодариме, причини задоволство и ова ваше учество во Македонски корени. Ќе ве очекуваме пред изборите секако. Ви посакуваме убав викенд и плодна работа што имате во план. Пријатно до слушање и секако довидување. Точно. И јас ви посакувам еден прекрасен викенд во Австралија, на другиот дел од планетата. И се надевам дека ќе се видиме малце поскоро, направивме една подолга пауза, еве сега можеме малку да зачестиме пред изборието. Се разбира, сигурен сум дека вие веќе ги имате убаво испланирано емисиите, но еве ви ветам дека ви стојам на располагање. Ќе ве очекуваме секако во секој случај. Поздрав, останаме во контакт. Пријатно.